Пред малку ги соопштивте деталите за фестивалот Охридско лето. Кои се новините годинава? Па добри, ова 56-то поред фестивалско издание на Охридско лето, на вистина за сите љубители на следењето на програмата на Охридско лето, за сите туристи кои што доаѓаат, нели, токму во тој период, на вистина ги очекува прекрасна фестивалска година со многу програмски содржини и новитети. Од огромно значење што отварањето на фестивалот Охридско лето ќе настапи Елина Гаранча, која што е една од најпознатите светски оперски певици, мецосопран, која што има настапувано во Метрополитен, во Њу Йорк, во Виенската опера, во Франкфурт, во Париз. Така да Гаранча ќе настапи со Македонската опера и балет, ќе изведе еден прекраски оперски концерт со многу прекрасна програма и верувам дека за сите љубители на оваа прекрасна оперска певица на вистина од огромно значење ќе биде отварањето на фестивалот Охридско лето. Исто така не очекуваат и многу други светски имиња. Во музичкиот дел, како што кажавте, во драмскиот дел, бидејќи се одбележуваат 400 години од смртта на Шекспир, така дека имаме 9 представи кои што го негуваат творештвото на Шекспир, и тоа од Романија, Бугарија, од Македонија, од Словенија, од Турција. Не очекуваат и тука голем број на новини, како што каже и селекторот на театарскиот дел, значи голем дел на музички перформанси поврзани со театар и така натака. Инаку во делот на музичката програма ќе имаме доста голем број на познати светски виолинисти, како Вадим Репин, Роман Симовиќ, пианистите Фазил Сеј, Ана Винтискаја, легендарниот Артуро Сандовал од САД. Се разбира, место е отстапено и на наши музички уметници, така да на 8 август на Антички театар ќе изведат прекрасен концерт Ана и Игор Турловски. Тука се Маја Кировска и Љубиша, младиот македонски виртуоз кој што кажа дека потекнува и од Охрид, нели, гитаристот Дамјан Пејчиновски, многу други врвни уметници. Така да имаме богата програма на Охридско лето, покрај музичкиот и драмскиот дел не очекуваат и голем број на изложби, филмови од македонската кинематографија, така да за секој љубител во овој дел во програмата на Охридско лето ќе се најде место и многу други значајни како и македонски и светски имиња. Пред малку чувме и дека шпанската амбасада го номинирала фестивалот за престижна. Да, тоа сакав и на почетокот да го кажам. Значи, бидејќи Охридско лето е бренд на Република Македонија, и посебно е значајно што кралството Шпанија ја додели една од најпрезничните награди на Охридско лето, се со цел што во 2015 година нели настапуваше и шпанскиот спектакл. Овде го отвори Охридско лето, така да тоа е престижна награда, Awards, која што ја доделува кралството Шпанија за фестивалот Охридско лето.